со оглед на тоа дека времето истекува, господин Георгиевски се стекнува впечаток дека од одредени историчари, па и политичари и новинари се минимизира словенскиот карактер на Македонија и на македонскиот народ, дека тоа е измислица и дека сме исклучиви потомци на античките македонци, што создава конфузија во главите на овој народ. Ваш коментар. Ово, ви го кажувам, и сами знаете, со години сме учеле историја, дека македонците се дел од јужните Словени, генерации и генерации тоа го учеле и сега одеднаш, но тоа нема врска, ние сме потомци на Александар Македонски. Нашата програма уште не е излезена и кога ќе излезе, вие ќе видите дека го поставивте едно од клучните прашања со кое ВМРО Народна партија оди. ВМРО Народна партија на овие избори, независно од тоа колку ќе изгуби рейтинг и гласачи и не знам што, оди со една позиција дека антиквизацијата во Република Македонија како државен проект мора да запре и тие што ќе гласаат за нас, гласаат за запирање на антиквизацијата како државен проект. Не зборуваме индивидуално на никој не му пречи какви книги сака да пишува или што сака да зборува. Меѓутоа, едноставно, ова што ни се случи во Македонија е недозволиво. Значи, сите ние на некој начин преку ноќ ја доживавме таа антиквизација, затоа што таа не беше запишена во програмата за 100 чекори, ниту првата, ниту надоградената. Без било каква дискусија, без било каква расправа, без било каква дебата, тие направи антиквизацијата на неколку нивоа. Прво, преку спомениците, второ, преку измена на учебниците. Значи, ние сме учеле дека сме словени во нашите учебници, денеска децата учат дека се антички македонци во учебниците, и преку документарни програми кои ни ги снимаат, во кои станува збор за имиња кои ние прв пат ги слушаме во животот, а некои од нив не можеме ни да ги изговориме, нели, со нашиот словенски речник. И сметаме дека тоа е на практично еден историски и духовен амбис кој некој ни го внесе во Македонија и ние мораме да го запреме. Зошто не сме антички македонци? Јас сум спремен да дебатирам со сите од страна на власта и сакам да ми пратат кој сакаат научник во Македонија да зборуваме за таа тема, меѓутоа очигледно тоа нема да се случи. Ќе се обидам да кажам на кратко зашто не сме антички македонци. Не сме антички македонци затоа што античка Македонија во која живеел Филип и Александар се наоѓа доле околу Грција, околу Солун, еден полукруг од Катерини, Солун до Халкидик. Значи, во времето кога античка Македонија со Филип и Александар била долу, овде на територијата на Вардарска Македонија, во источна Македонија биле траки, во западна Македонија биле илири, во централна најголемиот дел биле пеонци, а овде во Скопје, Куманово, Тетово биле дарданци. Значи, Скопје има 1000 години дарданска историја, претпоставам дека и Куманово не се спомнува многу, ама што ме Скопје, значи и Куманово е во таа сфера на Дарданија. Значи, зошто не зборуваме дека сме пеонци, дарданци или траки, туку велиме дека сме македонци, антички. Јас знам дека приказната на Александар Македонски е многу голема и моќна и убава, ама има некоја реалност. Значи, таа античка Македонија не се наоѓа тука, се наоѓа доле на југ. Римјаните прават втора географска античка Македонија, кај што спојуваат делови, и повторно Северна Македонија не е тоа, и имаме една трета Словенска Македонија, или после кога доаѓаат турците, Османлиска, нели, Македонија, тука во таа Македонија веќе и северниот дел на Македонија. Значи, тоа е едната причина. Втората причина, затоа што после античка Македонија има 6 века Византија, односно Рим. Наследници се денешните власи. Тие можеби имаат некакво теоретско право да се повикуваат на античка Македонија, ако имаат потреба, затоа што се пак тие припадници на нисто голема римска историја. Како староседелци. Како староседелци. После минувале хуни, кумани, Куманово е директен наследник на тие, кумани, авари, келтин минувале. Сите тие ја празнале Македонија. И на крајот доаѓа словените. Новопечените историчари велат дека доаѓањето на словените не било докажано. Тоа само во Македонија не е докажано. 200-300 години наназад и славистиката и византологијата се занимава со реконструкција на доаѓањето на словените и во Бугарија, и во Србија, и во Хрватска, и во Словенија, и во Македонија, и во Грција долу.
200.000 има во Мала Азија кои имаат отидено. Значи секој датум, секое влегување е запишено од хроничарите, се знае. Секоја битка е запишена. Значи ние тука прогласивме, вика, ова не се знае кога дошле словените. Па чекајте сега, ние сами си правиме историја за самите себе. Трет елемент, нашиот јазик. Ајде да го погледнеме нашиот јазик. Мислам, човек стварно треба да има проблем со интелигенцијата да рече македонскиот јазик не е словенски јазик, туку е некој друг сам за себе јазик. Па чекајте сега. Ние се разбираме со србите и со бугарите, со хрватите како словенски група на народи. По која основа се разбираме? Во Словачка да идете, јас ви гарантирам месец дена ви треба за да зборувате словачки литературен јазик. Кога слушаме полски, руски, не сваќаме дека тоа е истиот јазик, истиот корен. Да. Сега ние измислуваме нешто што ама не знам што постигнуваме со тоа, што е тоа што сакаме да го докажеме во целата таа работа. И конечно, ние мораме да сватиме дека антиквизацијата е директна негација на Свети Кирил и Методи, на Свети Климент и Наум. Значи, ако имало християнизација при Свети Кирил и Методи, Свети Климент и Наум и описменување, значи зошто тие кого описменувале? Кого тие християнизирале? Античките македонци биле уште во први век да речеме християнизирани. Така, со Лидија Македонката. Значи, тие испаѓа дека што се тие сега плагијатори и фалсификатори. Значи, нешто до мојата 24-та година не знам ниеден ниту во Делчево, ниту во Скопје што се декларирало дека припаѓа на античка Македонија. Тоа почнав да го слушам 90-91 година некоја. Значи, еве, сите повозрасни луѓе нека се запрашаат дали во својата детство или млади години знаеле некој кој е припадник на античка Македонија. Од каде дојде антиквизацијата во Македонија? Во античка Македонија, за античка Македонија можеле да зборуваат власите, пак велам, имаат теоретско право до негде. За античка Македонија зборувале гркоманите од Јужна Македонија, има неколку села во Гевгелија и во Валандово, кои се типично гркомански настроени села, и до ден денеска се такви. И можеле за античка Македонија да имаат чуено македонците од Тегејска Македонија, кои седеле во грчки клупи, и тука сега имале некој комплекс од грчките деца, кога овие се фалеле дека се наследници на античка Македонија. Инаку, антиквизацијата во 19 век, ние имаме преродба. Па таа македонска преродба против што се борила? Против фанериотите. Главната теза на фанериотите токму тоа е, дека ние сме антички македонци, дека случајно сме научиле словенски јазик, меѓутоа дека во нас тече крвта на Александар Македонски. Доаѓаме до револуционерната борба. Па имаме ние Гоце Делчев, Даме Груев. Тие се бореле против тие кои зборувале дека се припадници на античка Македонија. Пред некој ден имаше за некои војводи од Егејска Македонија документарни програми. Тие цел живот се бореле со андарти кои се нарекувале дека се припадници на таа античка Македонија. Значи, ние грчката пропаганда, Каравангелис, главниот пропагатор на грчката црква во рамките на Турската империја, има книги напишано на таа тема. Дајте да ги прочитаме тие книги. 19-20 век го јасно се зборува кои се тие што се наследници на античка Македонија. И ние сега направивме навистина една историска карикатура. Она против што била главна борба во 19 век, денеска го направивме државна политика. Мора да се запре тој процес. Ние не можеме да продолжиме со таа политика затоа што, не знам, така изгледаме помоќно и поголемо. Цел свет ни се смее за таа ново измислена историја. И никој нема да убедиме во таа историја. Не знам зошто бегаме од нешто што повторно сме основа, темел. Свети Кирил и Методи, Свети Климент и Наум. Тие се основа на словенската писменост, на словенската християнизација. Зошто ни треба? Малку ни е 6 век, треба да идеме у 2000 години. Господине Георгиевски, широка темава. Еве пред самиот крај, ваша порака